Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, поздрав! Со уште една содржина на Елиезер. Како што растеме, родителите не учат на правилата за одржување на нашата хигиена. Дали треба да ги миеме рацете, редовно да се тушираме, да носиме чиста и уредна облека. Никој не сака да биде валкан и да биде смејуван за тоа, нели? И секој од нас ја сака таа чистота, која дава леснотија како на нашето тело, така и на нашата душа. Исто така, внимаваме да не допреме нешто валкано. Се дезинфицираме за да не прифатиме некој вирус. Или пак, ако не ги чистиме чевлите, секаде каде што ќе стапнеме, ќе се извалка. Така што, доколку нечистотијата не се отстрани, таа ќе се шири, односно го загадува и ќе го контаминира чистота. Зошто го споменувам овој пример? За да ви ја доловам нашата состојба, нашиот светоглед. Стариот светоглед кој го носиме се уште со нас и според кој живееме и имаме блиска врска со небесниот татко. Кога правиме грешка и кога сме контаминирани од гревот, мислиме дека треба да се поправиме себе си, да се исчистиме пред да побараме помош од него, пред да се помолиме, сметајќи дека сме недостојни да се појавиме пред него. Понекогаш си помислуваме дека тој ќе биде згрозен и разочаран од нашите грешки, од нашата нечистота. И токму заради тоа правиме се за да се чувствуваме вредни и достојни за да го побараме. Многу често, правејќи грешка или грев, мислиме дека после тоа заслужуваме да страдаме. Многумина се уште мислат дека не заслужуваат да им биде простено. Не смееме да дозволиме нечистотијата од гревот да не оттргне и да ни го одземе мирот кој ќе го добиеме во Христовото простување. Кога се чувствуваме толку валкани, нема средство што може да не дезинфицира или излекува. Потребно ни е небесно средство за тоа. Потребен ни е допир од небесата, за да бидеме чисти. Во Јован 3:13 точно стои: Никој не се искачил на небото освен оној кој слезе од небото, Синот човечки, кој е на небото. Крвта на Исус Христос е она која чисти секаква нечистота. Во прво послание до Коринтијаните 6 глава пишува: И некои од вас бевте грешни, но сега сте и чистени. Станавте свети и оправдани преку Бог, преку делото на Господ Исус Христос и Духот на нашиот Бог. Кога искрено и понизно бараме прошка од Бога, тој ќе не исчисти преку Исус Христос. Тогаш сме допрени од небесата. Тој допир ќе не исчисти од отровот на гревот. На секој од нас му е потребен тој допир. Во Евангелие според Лука напишана една случка кога Исус Христос лекува човек болен од лепра. Имено пишува вака: И кога беше во еден град, ете човек целиот лепрозен, штом го виде Исус падна ничку ми го замоли велејќи: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Тогаш ја протегна раката, го допре и рече: Сакам, очисти се. И веднаш лепрата падна од него. И му заповеда никому да не му кажува, туку му рече: Оди, покажи му се на свештеникот и принеси жртва за твоето очистување, како што заповеда Мојсей ним за сведоштво.
Во тоа време, човек да биде болен од лепра значеше комплетна изолација од луѓето. Болниот не смееше ни во храмот да оди да се помоли. Требаше да извикува нечист, нечист, за луѓето да бегаат и да не се допрат до него. За тој човек тоа значеше постојано одбивање, живеење во саменост, поттурнување, чувство на безвредност, недостиг од љубов и внимание, недостиг од човечка преградка, физичка, ментална и емотивна болка. Токму заради тоа болниот човек оди кај Исус и го прашува дали ќе може да биде излекуван и да има крај на неговата агонија. Што направи Исус? Го допре она од што другите бега. И лепрозниот доби допир од небесата. Затоа, колку и да сме нечисти и грешни, Христос може да не очисти. Лепрозниот човек не се сомневаше во моќта на Христос. Целосно веруваше дека ќе биде излекуван. Но се сомневаше во волјата на Исус, дали ќе сака да го излекува или не. Колку од нас се сомневаме во истото? Дали небесниот татко повторно ќе не прифати откако сме погрешиле? Дури во состојба на сомнеш, дали тоа го запре Исус во лекувањето на човекот? Не. На Исус не му пречи нашиот сомнеш, се додека го бараме одговорот во таа состојба на сомневање. Сомножето е толку моќна мисла што може да не доведе во состојба во која никогаш не би го прифатиле и добиле нашиот благослов. Just close your eyes and hear these words over you from Psalm 16. It's the Lord's heart over you tonight. I'll keep you safe, I'm your God. You can run to me, I'll be your refuge. I'll keep you safe, I'm your God. When you run to me, I'm your protector. I've heard you say, I've heard you pray, I've heard you sing it out loud, that I am your God, that I am your God, and all the good you have within yourself, you know that it is me, you know that it comes from me. I'll fill you with my goodness, I'll fill you with my goodness, overflowing with who I am. Just run to me, come to me, and hear these words I'm singing out over you. Listen to what the Lord says over you. Listen to what He says over you. He says to the saints set apart on the earth. He says to the ones who give all to the Lord. He says to the saints set apart, set up on the earth. That's you, to the ones who give all to the Lord. Listen to what He says over you. He says, you are my excellent ones. You are my noble, my mighty, glorious ones. I sing it out over you. You are my excellent ones. You are the noble, the mighty.
Колку пати сме се обидувале да ја поправиме ситуацијата со наша сила, со наше знаење, ама не функционира. Колку само се бунтуваме и се возгордејуваме мислејќи дека се можеме сами, дека не ни е потребна помош од Небесниот Татко. Сакаме да бидеме независни од Него. А што е наинтересниот факт е дека од Него потекнуваме. Божјиот збор гласи: се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Не гласи се можам сам, сама. Затоа, во која било ситуација да сме, да не се сомневаме во нашата вера, во нашата доверба. Подобро е да се сомневаме во нашите сомнежи. Зошто? Затоа што се неосновани. Да се навратам со случката со лепрозниот човек. Нечистото го нечистува и останатото, нели? Но тоа не се однесува и не важи за Исус Христос. Тој го допре лепрозниот. Лепрозниот се очисти, а Исус не се зарази. Лепрата не се префрли на него. Ова значи дека ние не можеме да го заразиме Христос со темнина, туку тој може да ја оттргне темнината од нас. Ние доаѓаме од него, а не тој од нас. Во Јован 1:3 јасно е нагласено: се стана преку него и без него ништо не стана, од она што постана. Во него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнина свети и мракот не ја опфати. Исус Христос е изворот на нашата сила. Не можеме да го разочараме Исус со нашите проблеми и порази. Тој не охрабрува. Тој е изворот на нашето лекување, изворот на нашето избавување и изворот на нашите благослови. Дали сакаме допир од небесата? Светогледот на самоосудување дека правиме грешки не води кон слобода и лекување. Сите правиме грешки и ќе правиме. Живееме во скршен свет, но ова не ја менува љубовта на Небесниот Татко кон нас. Токму напротив, тој изобилно ја излева врз нас. Во посланието до Ефесијаните 1 глава е наведено: благословен нека е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата, бидејќи му припаѓаме на Христос. А во псалмите пишува: о, колку е голема твојата добрина, што ја чуваш за оние кои се плашат од тебе, што им ја укажуваш на оние кои се надеваат на тебе, пред очите на човечките чеда. Ги засолнуваш под штитот на своето лице од човечките завери, ги криеш во својот шатор од зајадливи јазици. Благословен да е Господ, зашто ми ја јави својата чудесна милост во утврдениот град. Веќе помислував во својата тревога, отфрлен сум од твојот поглед, но ти го чу гласот на мојата молба кога те повикав. Блажен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блазен е човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Кога молчев, моите коски се исуши од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков: ќе му го признам на Господа својот престап, и ти ми ја прости вината на мојот грев. Затоа нека ти се моли секој побожник, кога можеш да бидеш најден, и тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште, ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш, ќе те советувам. Моето око ќе бдее над тебе. Не бидете како коњ или мазга без разум, чија дивина ја скротуваш со оглавник и узда, инаку не би се приближиле до тебе. Безбожникот го измачуваат многу неволји, а кој се надева на Господ, него милоста го обкружува.
негативните мисли. Дека небесниот татко никогаш нема да ме сака, нема да ми прости, тој нема време за мене, другите ги сака повеќе од мене, јас сум срам за него и многу слични на овие. Не се наши. Овие мисли се пратени од ѓаволот се со цел да бидеме што подалеку од небесниот татко. Ѓаволот се ќе стори само да ја прекине таа врска. Така што, единствениот начин да ја добиеме Божјата милост е преку покаяние. Дали сме изморени и очени од нашата ситуација? Дали ќе направиме како лепрозниот човек кој побара милост и помош од Исус Христос? Она што му е важно на небесниот татко не е нашата сила, нашата совршеност или нашата слабост, туку нашата волја да излеземе од таа ситуација. Зошто Исус го допре лепрозниот? Можеше само да изговори и лепрозниот да биде излекуван. Но Исус ја покажа својата љубов и му го даде допирот што на болниот очајно му требаше. Тој човек беше желен за допир и прегратка, за љубов и внимание. Тој допир беше прв човечки допир од моментот кога се разболел. Можеме само да замислиме колкава љубов беше тоа за него. Христос сакаше да го излекува овој човек не само од болеста, туку и од емотивната болка што ја чувствуваше, сакаше да му ја излекува и душата. Допирот од небесата не лекува само една област, туку лекува се. Да, ние не сме достојни за неговото присуство. Не сме совршени, но осознаваме дека тој е единствениот авторитет кој може да ни прости, да не обнови, да не изчисти. Не е нашата совршеност, туку нашата искреност што небесниот татко ја сака од нас. Не е нашата сила, туку нашето предавање. Како да добиеме допир од небесата? Прво, да ја признаеме нашата состојба како грешници, па потоа да се покаеме. И второ, да бидеме волни да го напуштиме стариот начин на живење, да го оставиме минатото, бидејќи Христос може да го избрише нашето минато. Ако направиме грешка, да не бегаме од Него, туку да одиме кај Него. Да го декларираме следново. Господи, ја осознава мојата позиција во Твоето присуство. Твојата милост и благонаклоност нека бидат во мојот живот. Се покајувам. Го отворам срцето свое за Тебе. Дозволи да добијам допир од небесата денес. Во мојкиното име на Исус Христос се молам. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,